Екипи на Оделението за превенција при СВР Скопје на полициската станица од Општа надлежност Киселавода и представници на Општина Киселавода денеска го спроведува проектот "Не оставајте вредни предмети во вашиот автомобил", кој е дел од кампањата за превенција од имотни деликти. Со оваа вест го започнуваме денешното издание на Урбаните вести. Останете со нас. Нова фекална канализација за улиците 3 и 5 во населбата Расадник во општина Бутел. Општина Аеродром апелира да се шетаат милениците со заштитна маска. Пуштено во употреба фудбалското игралиште во Чифлик. Од утре автоматско здравствено осигурување и електронски изводи за новородени. Градоначалникот на општина Петровец денеска го пушти во употреба новиот фудбалски терен во населеното место Чифлик. Проект на општината вреден 600.000 денари. Прилог на Елизабета Дамјановска. Жителите на населеното место Чифлик во општина Петровец од денеска ќе можат да се рекреираат и да спортуваат на новото фудбалско игралиште, кое што свечено во употреба го пуштија градоначалникот на општината Борче Митевски и пратеникот Владко Ѓорчев. Митевски нагласи дека игралиштето е направено на барање на жителите. Истото е осветлено, со што се овозможува да се користи и во вечерните часови. Игралиштето е заградено со ограда висока 4 метри. Денес имаме свечено пуштање на мал фудбалски терен во населено место Чифлик. Ова е уште едно мое реализирано ветување кое го бара младите во населено место Чифлик. Игралиштето го направиме со природна трева, го оградиме со заштитна ограда од сите 4 страни во висина од 4 метри, го осветливме и младите евидентно се задоволни, бидејќи ова беше нивно барање кое денеска го реализираме. Изградбата на ова игралиште кошташе 600.000 денари. Градоначалникот Митевски нагласи дека покрај изградбата на игралиштето деновиве е завршена и оградата на основното училиште Братство и единство, како и дека е решен проблемот со фекалиите. Воедно, извршиме и оградување на училиштето Братство и единство дека во Чифлик, кое е во непосредна близина на игралиштето. Исто така, само пред 3 дена завршиме со изградба на нова канализациона линија во должина од 130 метри. Исто тоа го бара жителите на Чифлик, бидејќи до пред 3 дена фенкалиите беа теча до самите нивните куќи. Сега тоа е веќе минато, фенкалиите, отпадните води се однесени 150 метри подоле од нивните куќи. Пратеникот Владко Ѓорчев нагласи дека ова игралиште ќе придонесе за подобрување на друштвениот живот, како на помладите, така и на повозрасните жители на Чифлик, и додаде дека општината во соработка со владата ќе продолжи да работи на овозможување подобар живот на сите жители на Петровец. Ова е навистина убава прилика да се отвори игралиште за децата, за младите, ама не само и за младите, туку и оние млади со дух да играат фудбал тука. Имаме готово училиште, имаме тука асфалтирање, бекатон, плочки, патот, водовод, цела низа на проекти кои што само во село Чифлик се реализирани и направени, а огромен број на вистина и во целата општина Петровец. Ќе продолжиме да работиме на сите овие теми, да градиме, да создаваме, на секој начин да го подобриме животот на нашите граѓани. Од утре се воведува автоматско здравствено осигурување за вработените и членовите на нивните семејства без пријава во Фондот за здравствено осигурување на Македонија, како и добивање електронски изводи по службена должност од матичната книга за новородени деца, кои досега осигурениците треба да ги носат во копија за да добијат здравствено осигурување. Станува збор за две новини што ги воведува Фондот за здравствено осигурување на Македонија и кој денес на пресконференција ги презентираше директорот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија Маја Парнарџиева Змејкова. Појасни дека првата новина се однесува на олеснување на постапката при стапување во здравственото осигурување за лица кои се вработуваат и менуваат работни места со автоматско стапнување во здравственото осигурување кое е овозможено преку електронско поврзување
поврзување со системот на Агенцијата за вработување на Република Македонија. Тоа значи дека лицето кое ќе се вработи или пак го промени работното место и членовите на неговото семејство автоматски ќе добијат здравствено осигурување без пријавување во фондот и без ризик од прекин на континуитет во здравственото осигурување поради неажурност на фирмата. Втората новина се однесува на поврзување на фондот со управата за водење на матични книги. Имено од 1 август фондот веќе нема да бара извод од матична книга на родени за новороденчињата за нивно пријавување во здравственото осигурување, односно родителите од таа обврска се ослободени, бидејќи по службена должност на електронски начин ќе се добие овој извод од управата. За да се пријави едно новороденче, потребно е родителот само да направи пријава во здравственото осигурување и здравствената легитимација за бебето. Општина Бутел започна со изградба на фекална канализација во населбата Расадник, поточно на улицата Бутелска 3 и 5. Вкупната должина изнесува 500 метри, а се прави на длабочина од 4 метри, со вкупна инвестиција од 2,2 милиони денари. Прилог на Томислав Атанасовски. Градоначалникот на општина Бутел Петре Латиновски ја посети и населбата Расадник, каде во моментов се одвиваат градежни работи за изградба на нова фекална канализација на улицата Бутелска 3 и 5. Станува збор за нова фекална канализација која во целоски ги задоволи потребите на жителите од оваа населба кои во минатото се соочуваа со големи проблеми со избивање на фекалните води. Ова е значено бидејќи старата канализација, која беше финансирана од самите жители, била нестручно направена и постојано се излеваа фекалните води. Затоа новата канализација се прави по сите стручни и професионални стандарди. Вкупната должина изнесува 500 метри, а длабочината е 4 метри. Овие граѓани сами си имаа пред тоа направено луѓето, сами вложува средства, меѓутоа имаа големи проблеми бидејќи доаѓаше до нефункционирање на фекалната канализација. Навистина, вложиме, значи ова е населеното место Расадник, вложиме напори да стручно и еднаш за секогаш им биде решен проблемот со фекалната канализација на жителите на улицата Бутелска број 3, како и на улицата која што се наоѓа број 5. Со тоа мислам дека за наредните 50 години да дојдат за зголемување и на населението да се гради тука во овој дел, ќе немат никаков проблем со најважната инфраструктурна, јас би рекол, тоа е фекалната канализација. Бидејќи сликата и гледката, кога избиваше фекалната канализација на самата улица, навистина за овие мали дечиња, за сите граѓани беше многу непријатно. И мене, навистина, и затоа решив дека ова треба да се направи стручно, еднаш за секогаш да се реши. Јас изразувам една посебна благодарност кон жителите на улицата 3, на улицата 5, на нивната стрпливост и кои што максимално даваат придонес како успешно да се реализира овој проект. Се надевам дека и во иднина со заедничка соработка ќе продолжиме да ги решаваме потребите на граѓаните и во ова населено место. Изведувач на градежните работи е фирмата Енергомонт од Скопје, а овој проект е целосно финансиран од буџетот на општина Бутел во висина од 2,2 милиони денари. Ваквите проблеми за жителите на местноста Расадник во општина Бутел ќе бидат минато, а решен е и проблемот со електроснабдувањето каде се случувало во повеќе наврати оваа населба да остана и без електрично напојување. Гостин во урбаните вести е градоначалникот на општина Бутел Петре Латиновски.